дали ќе се менуваат банкнотите. И сега веќе задираме во оние делови што се и обележија на државата, да речеме. Дали ќе и бидат и тие двојазични. Затоа што можно е дел од документите да бидат, да речеме, некои меници и останатите некои хартии кои што се употребуваат во платниот промет, меѓутоа дали има банкнотите. Значи не сакам да повторно да шпекулирам. Ова го следуваме разговорот на ниво на шпекулација во однос на тоа дали има дали има можност. Заради шпекулации се дига тензија, тоа ви кажувам. Затоа ви ги поставувам во шпекулациите и затоа ви кажувам. Се дига тензија и се случуваат немири. Ако има генерално разговарано околу правците за мнозинството. И ви кажувам дека нема детали во однос на која состојба, не знам, за милион прашања кои што се отворат во има милион, например, дали ќе се смени химната, дали ќе се смени грбот, дали ќе се смени знамето, сите тие прашања задираат во обележјето на државата и во уставот. Дали ќе се смени уставот, дали ќе се смени не знам што. Тоа се поставуваат милион прашања сега во моментот. Не, ваквите промени би задирале во уставот ако се менува химна, знаме, затоа ви кажувам. Јас не ги поставувам прашањето затоа што сакам тука вас да ви правам тензии. Не. Јас ги поставувам прашањата затоа што нетранспарентно се одвива сето ова, а факт е дека мора можеби затоа што се сакам да ви кажам, се прави влада, меѓутоа на надвор на улиците имаме тензична атмосфера. Имаме немири. Еве ќе ви кажам еден банален пример. Поминувам покрај дуканџи во центарот на градот, кои што се приватни и кои што се уплашени дека веќе од која ќе дојде СДСМ на власт ќе мора да ги испишуваат сите табли на двата јазика и дека кога ќе им влезе муштерија ќе мора да го сослушаат на албански јазик и да му одговарат. Ме разбирате ли до каде оди? Ако малце прошетате низ Македонија, сакам да ви кажам слушнете. дека апсолутно јас сум нонстоп низ Македонија. И нонстоп со граѓаните. И не слушате ли вакво нешто еве кој што јас слушам? И разговарам со нив. И постојат дилеми. Меѓутоа јас ви кажувам, тие дилеми ќе ги расчистиме во моментот кога ќе имаме конкретни разговори и договори по однос на одредени прашања кои што сме ги отвориле. Ама мислите сега знаете вака излегува бланко дека ви дале потписи партиите на албанците, дека ви дале бланко. Ние сме разговарале за генерални правци, на делување за добивање на мандат.